Почитуван председател, почитувани пратеници, почитуван министер, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Како што спомна министерот, ова е за прв пат јавно да се озваничи еден сериозен криминал. И не повеќе, не помалку, според моите вака скромни познавања, некаде околу 30 милиона евра криминал. Процедурално спомнав дека овој закон не смее да се најде на Собранието на Република Македонија, меѓутоа демократијата има секогаш и фалинки. Кога имате мнозинство, можете да го надгласате било кој и да донесете што било во Собранието на Република Македонија, без разлика дали тоа е согласно Уставот, дали е тоа согласно законот и така натаму и така натаму. Предметот кој го решава овој закон воопшто не е предмет на надлежност на Собранието на Република Македонија, затоа што Собранието на Република Македонија не решава спогодби. Не го решава проблемот ако пред спогодбата ставите закон за спогодба, тоа е пак спогодба помеѓу две страни и во ниедна ситуација тоа не е надлежност на Собранието. Меѓутоа да тргнам наред. Околу овој закон и околу оваа проблематика, иако ни беше кажана убава приказна за гасификацијата која сите ја посакуваме во Република Македонија, меѓутоа гасификацијата оди со многу споро темпо и овој закон воопшто нити ја забрзува, нити ја решава проблематиката од гасификацијата, така да не ги доведеме граѓаните во забуна дека некој е против гасификација, а некој се залага за гасификација. Што се однесува до предметот на спогодба, морам да кажам дека во интерес на јавноста дека околу овој предмет се водат неколку судски спорови во надлежни судови на Република Македонија и тоа по однос на две клучни работи. Прво, двете страни го спорат процентот на учество на уделот кој го имаат во ГАМА, тоа се страните Макпетрол и Република Македонија, значи не е утврдено законски, односно не е утврдено судски колкав е процентот на учество на уделите на двете страни. Така да небулоза е ако некој седне и се спогоди, ние имаме 50%, вие имате 50%. Тоа не е реално и не е докажано и ниту еден факт не е изложен во спогодбата како се дошло до тоа страните да имаат по 50%. Понатаму, се водат судски спорови и околу вредноста на самите акции, односно колкава е вредноста на предпријатието ГАМА, со тоа да може соодветно да во дадена постапка или се тргува со акциите или да се реши проблемот, туку вака едноставно судско биро, некој судски вештак рекол толку е вредноста на ГАМА. Што ако е направена грешка во тоа вештачење? Значи, сериозен момент кој владата морала да го земе во предвид пред да тргне со решавање на овој проблем. Гасоводот не е заверен во катастар на Република Македонија, повеќе техничка природа, меѓутоа зборува за несериозноста на владата, односно на проблематиката која ја решаваме. Државниот правобранител се прогласува за ненадлежен. Условно, со оваа спогодба владата го откупува делот на Макпетрол и го пренесува целото собствеништво на МЕР. Со цел да се направи дистинкција меѓу преносот и управувањето со гасот, меѓутоа во интерес на јавноста МЕР нема лиценца за пренос. Прашањето е како владата ќе купи нешто кое утре не може да го стопанисува, односно не може да го управува. Како ќе пренесува владата газ преку дадениот гасовод, односно ќе настане хаос во државата или правен вакуум кој една од страните ќе го искористи, предпоставувам дека тоа ќе биде Макпетрол, затоа што во вакви спорови секогаш по дефиниција губи државата. Владата во 2019 година трансакцијата пренос на пари од буџетот на МЕР
ја прикажува како капитална инвестиција и тоа е сериозен упад во системот. Значи, собранието е ставен во свршен чин, нешто што владата веќе го реализирало, го представило низ своите постапки, низ својата работа. Сега собранието треба да даде амин на целата таа работа, што е абсурд. И сега, од страна на министерот ни беше кажано дека добро е што владата купува и го укрупнува капиталот, односно ќе стане 100% собственик на преносот. Меѓутоа, прашањето е каква е политиката на владата. Според мен е тотално хаотична, затоа што пред неколку дена премиерот на Република Македонија рече дека ќе ги продава пошта, ќе ги продава ТЕЦ Неготино, ќе ги продава железници и така натаму, а сега од друга страна владата инвестира во нешто што треба утре да представува јавно предпријатие за пренос на газ. Или ова е само уште една преодна фаза за поизвестно време на неуспешно работење на ова ново јавно предпријатие кое ќе треба да врши пренос, па и тоа да биде продадено. А проблемот е што за сите овие работи губи државата. Губи државата сериозни суми, затоа што според номиналната вредност на МАК Петрол, вредноста на акцијата која ги има МАК Петрол во Гама изнесува 18.806.250 евра, а сега замислете, таа ќе се откупи по фантастични 32 милиона евра, ми се чини, и нешто ситно. Значи, сериозен упад. Ако одиме по тоа логика, МАК Петрол има 18 милиона евра, 50%, владата има 18 милиона, 50%. Тоа се 37 милиона евра вредност на гасоводот. Сега, еден вештак, иако треба проценка на имот, вика имотот вреди 64 милиона евра. Значи, се јавува разлика од фантастични 30 на милиона евра преценување на вредноста на Гама со цел да се исплати целосно 100% МАК Петрол, а државата едноставно ќе испумпа од буџетот 30 на милиона евра и ќе стане условно собственик, меѓутоа во суштина ќе стане причинител за лоша сделка во која ќе изгубат граѓаните на Република Македонија. Тоа се сериозна сума на пари кои не смеат да бидат во ниту една ситуација предмет на спогодба, и тоа уште таа спогодба да ја донесе собранието. Што е поентата? Никој во државата не сака да го потпише овој договор. Судската постапка е во тек, се откажуваме од неа. Владата и МАК Петрол прават медијација, се договараат, меѓутоа не сакат да стават потпис. Знаат дека има проблем во ваквото решение. И тоа сериозен финансиски проблем. Никој не го потпишува и ајде сега собранието, колективен орган, условно законодавен дом, ќе донесува спогодба. Која е логиката собранието да разговара за нешто што две страни се погодиле, а ние треба да го озакониме, односно да го озваничиме нешто што некој претходно се договорил, а има сериозни индиции дека вредноста на гасоводот, односно на Гама, воопшто не е 64 милиона евра. Малку карикирам со бројките, меѓутоа 65 милиона 547 илјади евра. Ангажирано е Биро за судски вештачења. Меѓутоа, пазете, таму директор поставува владата на Република Македонија. Тој директор може од толку вештаци да најде еден кој ќе направи случајна грешка, 32 пута 2, 64. И стигате до фантастичната цена. Замена на теза, замена на бројки, и тука ние собранието треба да тоа го озакониме. Не е побарано уште едно вештачење, не е побарано меѓународен економски извештај за предметот, така да сериозни индиции за малверзации се
дадени во самиот закон кој треба ние да го решаваме и не знам, нека е на чест на мнозинството ако воопшто донесе ваков закон. Законот сигурно ќе биде оспоруван од наша страна, нема да гласаме за него, затоа што ова е криминал од невидени размери. Иначе, чисто за граѓаните, надлежен за предметот, ако имате спор, е судот. Доколку ги расчистите работите на суд или вон суд, надлежна е Комисијата за хартија од вредност кој треба да утврди процент на удел на една, односно на друга страна и вредност на соодветни акции да излезат на берза, да ги понудат на продажба една на друга или на трета компанија од странство. Вака сериозно правиме упат во економскиот систем, односно во нешто што не треба да биде по никоја цена предмет на работа на собранието. Таман работа собранието ако се претвори во суд или медијатор. Ви спомнав во процедуралното. Петко и Миле имаат проблем со некаква штета на меѓа. И утре ќе поднесат закон. Се извинувам вака што ви упагам во збор, само ве замолувам, бидејќи не сакав еве една минута зборувате повеќе од тоа, да се држиме се со цел нели повеќе дискутанти да. Ќе завршам. Иако мислам дека не е ограничено времето на зборење во комисија. 10 минути, повелете, ваше. Согласно деловник не е ограничено, не е решено, а принципиално не се договоривме колку ќе збориме. Значи, надлежноста е на Комисија од хартија од вредност и коментарот ми беше таман работа тие две физички лица утре да понесат до собранието закон за да се реши проблемот со штетата на нивната меѓа. Колку има такви спорови во Република Македонија? И за сите да носиме ние закони? Сметам дека треба да подразмисли сериозно владата. Не е решение ако некој друг се подпише на нешто што не е во ред. Па тоа дури и да е собранието на Република Македонија. Идете на суд, разрешете ги овие работи. Идете, договорете се, направете медијација, запишејте го уделот на државата во Комисијата за хартија од вредност, ќе имаме чиста работа, понатаму ни се на нормална фер пазарна процедура може да се разреши овој спор, односно да се продават акциите. Иначе, мешањето на енергетската европска заедница е тотално дефокусирање на јавноста. Сосема е друга проблематика тоа што ние треба да постапиме согласно енергетските закони. Значи, Македонија има врска да го раздвои преносот од управувањето. И тоа е во ред. Меѓутоа, начинот на кој се прави тоа и транспарентноста која ја давате не смее да биде зад завесите на собранието и да се донесе една криминална спогодба со закон која утре ќе представува сериозен преседант доколку истата стане реалност во правниот систем во Република Македонија. Благодарам.